сега Змиски остров, меѓутоа во последниве години се помалку и помалку го оправдува тоа име, тој надимак. Од 20-тите или 30-тите години еден српски монах Калист има живеено тука и всушност што ја има и реставрирано црквата која што ја гледате тука Свети Петар, што наводно исто така била базилика во римско време. После Калист никој нема живеено тука. Она што го знам од локалците, особено од луѓето од село Коинско, е дека го користеле островот да си ја чуваат стоката. Толку многу животни имат, толку се густи овие популации, интересни, некои од нив апсолутно уникатни. Колку повеќе прашања се одговараат за популациите што ги следиме тука истражување, толку повеќе прашања се отвараат. Поскокот, како што кажав, е доста таинствен, неговата популација е добра, меѓутоа тој е таинствен, секогаш бил таинствен и останува таков, така што баш е ретко да се види поскок на остров и добро се камуфлира. Кога станува збор за рибарките кои што му го имаат дадено тој надимак на островот, се уште ги има во илјадници, се уште има огромна популација, меѓутоа ситуацијата е многу поразлична од она што го имаше до пред 10 години. Според нашите представи и според она што го имаме видено на островот, главно се должи на неконтролираниот риболов кој што се случува околу островот. На албанската страна која ќе одите гледате дека таму се соочуваат луѓето со уште поголеми можеби проблеми екзистенцијални, каде што можеби до пред неколку години јас сум се љутел и сум бил бесен на тие луѓе. Сега откако работам на прекогранично ниво, целосно ја разбирам таа работа, можам се ставам во нивни чевли до некаде, доколку јас бидам пораснат и роден таму, дека најверојатно исто така би доколку ова ми носи некаков начин на преживување, дефинитивно дека ќе го правам, така да јас не би ги обвинил самите луѓе кои што рибарат околу островот, тоа е нивниот начин. Меѓутоа мислам дека треба да размислуваме малце пошироко и треба да се сведе решавањето на проблемот на наоѓање на алтернативи за луѓето кои што живеат во регионов и доколку ние бараме да тие не рибарат околу островот, да најдеме алтернативен приход кој што тие би можеле да ги го остварат, односно да го заменат со она што го прават околу островот. И имаме уште еден вид на влекач, а тоа е шумската или ридската желка, некоја викаат уште херманијева желка. Така да, според нашите првични истражувања, ова е најгустата популација од тој вид на светот. Островот самиот по себе си е едно многу магично место. Тој спој на флора, на фауна, на луѓето што доаѓаат тука, на климата, на местоположбата, значи сето тоа е толку многу впечатливо, толку многу интересно, што не знам оти човек што би дошол и што би рекол тука дека ова е така невпечатливо, досадно место. Не може, значи вредат сите тие конзервативски мерки. Екологијата е многу врзана со еволуцијата, па вака преку истражување на различни, во случајов ова се нели работници, работни организми, можеме да стигнеме до битни сознанија за нивната еволуција. Значи, од многу аспекти. Желкиве се совршен модел всушност, тоа мислам дека е важно и баш интересно да се каже, они се совршен модел за истражување.
ради фактот што живеат долго време, лесно можат да се најдат, лесно можеме нели да оставиме маркации на нивните клопчиња и така да го следиме нивниот онтогенетски развој. На островот се наоѓа единствената популација на желки каде што е покажано систематско хомосексуално насување, значи не само случајно. Меѓутоа, како повеќе се складираа податоците, најпрви нормално забележавме дека едноставно нема женки на островот, односно ги има многу малку. Станува збор за многу долгоживеачки вид, така што оваа популација ќе опстои уште некое време, меѓутоа доколку размножувањето е вакво како што е, односно доколку имаме многу мала принова ако воопшто на островот, можно е оваа популација за 80 години веќе да ја нема на природен начин секако, односно популацијава всушност е на некој начин еволутивно мртва и покрај тоа што станува збор за првично гледано, кога дојдовме, најгустата популација од овој вид на светот. Кормораните се интересни и му го даваат делот изгледот на островот, бидејќи северниот дел буквално изгледа бело од изметот од кормораните кои што се гнездат таму и седат активно таму. За разлика, не се само животните тука присутни, горе ја имаме харизматичната шума од фоја, која што е доста уникатна, барем во Македонија. Ова е еден медитерански вид, кои што во Македонија се среќава на неколку парчиња така одвоени популации, кои што се толку репрезентативни како ова. Всушност на островот имаме единствената вака воспоставена заедница од фоја во нашата држава. Баш кога ќе прошетате, ја гледате магијата така што ја дава и всушност многу се ретки вакви едни стари шуми кои што се толку зрели и баш кога се шеташ низ нив можеш слободно да се шеташ всушност бидејќи нема многу мала вегетација, туку се баш све зрели стари дрва од овој многу интересен вид. Кога ќе стапнете на овој остров, го имате она чувство дека доаѓате на специјално место. Гледате ги оставите работите такви како што сте ги виделе овдека. Тоа е една мала желка, доколку се отстрани од остров, може да биде токму клучната желка која што би можела да значи спас за оваа популација или барем спас за неколку 5 до 10 години. Се што може да направат оние кои што го посетуваат островот е да имаат почит и да ги остават работите такви како што се.